Благодарам, председателе. Денеска на дневен ред ни е 29-та седница, на која што има услови за одредени законски решенија да бидат разгледани на пленарна седница. Меѓутоа гледаме дека се соочуваме од недостиг на министри и заменици министри во салата на Собранието, а присуствуваат пратениците. Ова е несериозен однос од страна на владата, имајќи во предвид дека седницава е закажана од вчера, и сметам дека вие како прв во ова собрание и во овој законодавен дом треба да реагирате до владата за да ги замолите да својата обврска од делокругот на работите која што имаат, а тоа е присуство на пленарна седница како предлагачи на министер или заменик министер, биде испочитувана од нивна страна, затоа што ова собрание и овие пратеници се тие кои што ги бираат тие министри. Сметам дека е несериозно да скокаме по дневниот ред од точка на точка без да знаеме до кај сме стигнати, за да ве ставаме и вас во една незгодна ситуација да гледате низ салава кој од министриве или замениците министри се присутни на пленарната седница, за да ги разгледуваме тие точки. Ако вие од вашата позиција имате преглед кои се присутни и можете да претпоставите на кои точки ќе одиме, ние како пратеници сме фокусирани на материјалот, односно точките согласно дневниот ред кој што го имаме изгласано и предложено за работа по него. Затоа, господин председател на Собранието Талат Џафери, замолувам да си ги обезбедите министрите и замениците, да им укажете на важноста и почитта према овој законодавен дом, како би можеле да продолжиме со собраниската седница на еден нормален начин на кој што треба да функционира едно собрание во демократска и плурална Република Македонија. Не е прв пат да реагираме вака, затоа што нема присуство од страна на владата и мислам дека додека не направите услови за работа во овој законодавен дом, треба да размислите дали треба да продолжиме на вака деградирачки начин да работиме сите пратеници, вклучувајќи ги пратениците од власта и пратениците од опозицијата. Ви благодарам.